Колку граѓаните се подготвени да го искористат своето демократско право и да ги променат работите. Граѓански иницијативи има. Се спротиставија на дупови за лисиче, влае, расадник, се побунија против рудници, загадувачи, но дали повеќето избира да се само поданици. За ова во подкастот Зошто на Радио Слободна Европа разговараме со активистот Никола Писарев. Никола, во моментов, последниве акции ви се борба против дивите паркинзи на зелени површини. Поставивте куќички за скопските стритари, кој што рековте, ставивте чекална на плоштадот пред неколку месеци. Граѓаните да седнат да почекаат, нели, влез во Европска унија, борба против корупција, да се изгради патот Кичево Огри. За било што. Универзална, ние само чекаме 33 години нешто чекаме. Универзална. Значи многу имаше за чекање, затоа и направивме чекална, да не чекаме така, организирано чекање. Ние сме чекачи. Така да седнат и да почекаат. Да седнеме и да чекаме. Се менуваат ли работите? Не. Мислам дека не, зашто иначе немаше да чекаме 33 години за да ни се јави операторот. Или за банални работи. Океј, ајде. Европска унија, океј, гутнале киче охрити, ако не е океј, пошто ние го плаќаме, тоа е страшно. Али ние чекаме 33 години, чекаме да се вратиме на 85-та во која што ако одиш у суд, ако си управо, ќе добиеш. Ние чекаме базични работи. Чекаме некој да го исчисти градот, па градот беше чисти пред 15, пред 20 и пред 40 години, многу почист него сега. А не можеме сами да го чистиме, мислам. Такво практицирање на демократијата во 21 век не е познато у светот. Да ние се само организираме за све. Луѓето во Македонија се само организираат за многу работи, ама не можеме да постигнеме. Мораме да заработуваме за себе, мораме да заработуваме за државата, мораме да заработуваме за 160.000 левари у јавна администрација, част изузеци може да се 2-30.000, ама другите 100.000 се џаболебари. Мора и за нив да заработуваме и не ни останува време да седнеме самите да се организираме, да го водиме градот, да го чистиме градот, да ги сега доаѓајќи пешки, пошто генерално зимно време да пешки ладно е натачно. Неверојатно колку многу ѓубре има кој ќе трнете од железничка, ајде тамо нешто околу Скопјанка низ аеродром. Така има некои канти, па некои продавници си да ставиле канти да не им прават ѓубре, али од железничка навака вие газите низ ѓубре. Сам буквално одите и не може да најдете 50 метара додека не дојдете тука на улица Македонија, 50 метара без ѓубре. Или 5 метара, какви 50? Бидејќи зборуваме за граѓански активизам, граѓаните и за тоа се организира. Па се одеа, одевме сите, собиравме се арена. Депони, така е, чистени се. Некои да пазите, некои работи уште стојат чисти. Некои места. Меѓутоа, онака каде што има голема фреквенција на луѓе, таму мора системски да се решаваат работите. Ја и тогаш викав, мене ми окей да идеме чистиме негде у природа, нека обдала фрлила ѓубре, ќе се чисти, можда нема да фрлиме, да чистиме по улици, малку ми е, мислам, или да не плаќаме комунални такси, да. Добро, тоа беше вид на притисок, нели, врз институциите, локалните власти, па и централната власт, дури амбасадори чисте, нели? Сите. Значи не беше работата да се исчисти градот. Да, беше да се направи јавен притисок. Така, кај нас е проблем што правите јавен притисок, тој ќе профункционира некое време. И после со Господ напред. Дали тоа ќе остане или нема да остане како пракса да некој простор, многу простори се средени на тој начин. Тоа сега сме успеале низ сите овие години, има доста работи позитивни. Меѓутоа проблемот е што институциите не си ја вршат работата. Или повремено. Кој ви е најголем успех од овие акции? Не знам, можда сега пазете има кој вие го гледаме сметате на работите. Па не знам, една од поголемите работи е она битка за вода во Гевгелија, за здрава вода за пиење во Гевгелија, која траеше 4 години и која што донесе вода без арсен во Гевгелија 2018-19. Тој проблем се реши, ние почнавме 2014. Тоа е една така сериозна работа. Што правевте, да? Па правевме свашто, мислам, тоа беше една порасна во локална иницијатива Арсена. Од Гевгелија се вклучија луѓе од таму кои што се бореше да, мислам, генерално правевме во рамките на тоа имаше многу мали акции кои што се правеа, кои што ги правеа луѓето, за да прво се почне да се разговара за проблемот, па да се наметне проблемот како една битна тема на југот долу и за да понатака се реши тој проблем и стварно е решен трајно. Тие некои извори беа исечени, нови се стаени. Така да се токи има такви успеси да речеме на некое помакро ниво, не знам. За одредени централи, за Луково поле,
па не знам, низ Скопје и така натаму, кои што се правени. Мене ми се најдраги некои мали работи кои што сме ги правеле. Улица, например? паркингче, дупка, такви работи, затоа што тамо со малку, оти знаете, некојаш е битно и колку труд ќе вложите да решите нешто. Некој пат се борите со години, па веќе се замарате и кога ќе добиете оно е супер. Од една страна се радувате што е решен проблемот, ама од друга страна се искрено вака сите активисти ние имаме и замор, и рокна употреба, и све друго, да викаш супер дај ова се заврши. Пошто више умревме и папзавме, али некои мали работи такви, као сега тој паркинг што го спомнавте онде дека е Народна банка, направивме буквално едно, како би се утринска акција и после тоа сега веќе не знам, се надеваме дека тоа ќе седнат малку го исчистат таму комуналните служби. Премда тоа нема врска реално со паркирањето, него со тоа што тука има многу голема фреквенција на луѓе, нема ни една канта за ѓубре, ни контейнер, ништо. Тоа е трансверзала врска помеѓу центарот и автобуска станица, железничка станица, оваа меѓуградска, па овие локални што да на секаде автобуси тука сите стојат кај Народна банка, односно малку поназад. Вие ставивте знаци и стававте белешки на автомобилите. Да, ставав, мислам, и луѓето веќе не паркираат во зеленото. Да, ние стававме знаци, стававме кондоми, не биде не се репродуцира. Малку вулгарна тактика искористивме, меѓутоа за некој кој што паркира во парк, не гледаме некој дека он се убаво може да разбере. Тоа испровоцира од една страна и реакција кај дел од самите луѓе, меѓутоа и реакција на службите. Ти многу е битно. Во активизмот ви мора предизвикате реакција на службите за одредени работи, да седнат и да си ја решат работата за која што постојат. Какви да се. Вие сте познати по герила акции, зошто? Да. Па зошто? Затоа што низ текот на времето сваќате дека е многу полесно да употребите уметност, да употребите креативност, да употребите добра идеја и комуникација и сами или двајца тројца луѓе да се организирате да направите нешто, отколку да организирате 50 луѓе за да правите нешто. Мислам, мене барем како човек од културата, од уметноста, ми е многу полесно да работам така. Ми е полесно да седнам 2 дена и да размишлям што би можело да се направи како добра герила за да се реши одреден проблем, отколку да мобилизирам 50 луѓе со кои што заедно би го решавале тој проблем преку петиции, никакви протести, никакви други такви работи. А од трета страна сето тоа па е предизвикано од тоа што вие не можете да решите да појдете во нормалните зими. Нормално е прво одите, викате добар ден на врата. Имам ваков проблем, има таков проблем, таму има едни луѓе се паркираат, тоа е парк. Јас ве молам како граѓани кој што живее, кој што проаѓа како граѓани на градов, тамо не треба да се паркира затоа што тоа е парковска површина, зелена површина, деца играат, кучиња трчаат и така натаму. А вие ако пробате да го направите тоа, еве да појдеме јас и вие, да отидеме во град Скопје, да тропнеме тамо, прво оној портирот ќе се јави 6 пати, има еден кај да го пратам. И на крај ќе ве пратат, не знам, у соба 6, ќе отидете у соба 6, добар ден, и сега ќе рецитирате. Вака, така, ова било, тоа било. Најверојатно после ќе дојдете на некој шалтер кај што како турско. Мора да се наведнете, затоа кај на шалтерите се. Долу понизност да покажете пред институцијата. Па нив, па ќе ве пратат до соба 9, па у соба 11, па тоа соба 11 ќе биде на пауза, па ќе земе одмор. И никогаш нема да завршите работата, ќе упропастите свој 1 ден, 2 дена и онда викате дајте да бараме друго решение. Штета е што најголем број од луѓето дигаат раце на прво. Свесни се тоа. Има луѓе кои што би оделе, има луѓе кои што одат. Јас често кога разговараме за некои такви микропроблеми, стално се појавува некој кој што вика, ја бев во општина, ја бев во град Скопје, ја бев ваму, ја бев таму, ама ништо џабе. Ми вика таа една реч, ќе ти се јавиме, никогаш не ми се јави. А после бев, па не ја најдов, таа отишла на одмор. Тоа е стандардната приказна за еден граѓанин македонски кој што имал некаков проблем и кој што сакал да го реши на тој пат. Ретко ќе најдете вие. И тоа не во Скопје најчесто. Така, по некои општини ќе најдете дека има. Помали некои да, и помали или средни ќе најдете дека некој успеал да заврши така некоја работа. Колку сте осамени во вашите акции или не сте? Па не знам, не сме размишлени на тој начин дали сме осамени. Не сме осамени, мислам не сме осамени затоа што луѓето ги сакаат нашите акции генерално и заради тоа не сме осамени. Која ви е последна герила акција? Последна не се, па не знам, кокичките не ги рачунам, паркингот не е последна герила акција. Имавме многу идеи за паркингот, само среќа што не се паркираат.
Значи ќе беше многу интересно за граѓаните. Па добре, штом реагирале. Да, добро. Добро, куќичките не знам зошто не ги рачунате, тоа се куќички они се за уличните да, тоа се куќиња, куќички, ама ние пошто ние генерално критикуваме. Добро, ама ова беше да ги израдувате луѓето за секоја нова година, веќе 3-4 години назад, со оглед дека на луѓето им фали радост и среќа, решивме да правиме убави некои работи. Само за нова, мислам, генерално ги правиме за нова година да излеземе од тој критички дискурс. Тоа го почнавме со ладата украсена, кога делевме пакетчиња низ Скопје, па лани со новогодишен пожарен камион, кој што на југ на Македонија се шеташе, делеше пакетчиња и такви работи. И сега годинава решивме да направиме со кукички за кучиња, дека луѓето не заслужиле, не знам, некоја таква идеја ни дојде на глава, дека луѓето се толку лоши станати во Македонија и дека не заслужили, затоа на кучињата ќе им направиме. И стварно супер пројде. Пројде затоа што имаше потреба, меѓутоа имаше и пример на некој начин дека може да се направи, дека тоа не е нешто страшно. Каде се куќичките? Добијале станари? Да, има станари сите. Има базде неколку куќички ние направивме за луѓе кои што точно знаевме дека имаат малски куќиња, тоа се генерално големи згради, мала кај што живеат. И тие си ги добија своите, знаевме за тие локации, неколку, знаевме за другите горе-долу кај има куќиња. Мислам, пазите, кога најдете празна куќа, некој куќа ќе ја сквотира, ќе се всели внатре и така да се најдоа они. Да. И сега, не знам, сега имаме па ептен многу барања, луѓе на терати нам поима што ќе правиме, сакавме некој краудфандинг да правиме за материјали, па да правиме најверојатно. Не знам, има луѓе кои што па рекоа дека ајде ние ќе ви даеме нешто материјала, ние да даеме работна рака и да ги правиме. Мислам, заеднички со луѓето овој пат ќе имаме, не знам, некаде 50 луѓе кои што се јавија, кои што сакаат за нивните малски куќиња, баш пошто тоа е и главната идеја на една ваква акција, така да малку да стопли времето, па ќе видиме некако со нив ќе работиме заеднички да направиме нови. Значи граѓани ви се јавуваат. Да, сакаат да бидат активни. Колку кај нас граѓаните се активни, свесни дека може да променат нешто или се повеќе поданици? Па мислам дека ни едното ни другото. Поданици имаме ние. Ти пазите, имате 180 јавни администрација. Вчера гледаме што вамо тоа ми кога ќе земете да распреткувате тоа копче, гледате дека уствари све што е вработено последните 20-30 години е влезено, ајде не све да направиме исклучок затоа што да не се потврди правилото, не за друго, во тие администрации, државни служби, општински служби, така се е примено и тоа се поданици. За да не се лажеме. Дека огромна бројка на луѓе се поданици во Македонија. Да не беа поданици, немаше да ни биде ваква ни државата, ни судбината, ни да кукаме ние. Така да има. Меѓутоа има и голем број граѓани, може да сме и пола, може да сме и повеќе ние кои што сме граѓани од тие што се поданици. Меѓутоа, знаете, еден куп луѓе мора да се бават со екзистенцијални прашања и немаат време. Или немаат време постојано да се бават. А исто така нема ниту форми кои што би ги вклучиле тие граѓани. Тоа е исто така точно, меѓутоа можда најрелевантно е дека имаме сигурно 10% луѓе во Македонија кои што размислуваат малце поинаку од мејнстримот, затоа што имаме на 800 или на 780 советника, имаме 78, знам дека се точно независни советници на цела Македонија. Тоа се луѓе кои што се излезени генерално од партиските матрици и има некој кој што стои позади нив. Меѓутоа има уште сега тоа една малку покомплицирана анализа, ја правевме случајно. Мене почнаваме копка, па цела недела скоро изгубив, дека таа бројка во гласови е многу поголема. Од едно чудо луѓе такви не успеале да влезат. Или за 500 гласа, или за 1000 гласа на локалните избори, така да доаѓаме до една сериозна бројка на луѓе кои што не влегуваат во партиско-поданичките матрици во Македонија. И тоа се горе долу тие луѓе кои што бараат некакви решенија, дали се тоа рудници, дали се тоа патишта, дали се тоа граѓански права, без разлика. Има некаква група на луѓе, не е мала, сериозно голема е, меѓутоа од друга страна има едно разочарување после сите пропустени шанси, после таа утакмица на празен гол која ние надавме ниен гол 2016-2018. Ние се спрепнавме самите. Тоа треба си го признаеме сите. На што мислите? Па мислам на постшарена револуција, периодот. Формирање на влада, после тоа и сето она што ни се случува денеска, да бевме ние малку по-паметни и да бевме ние малку по-храбри, после 6 месеци ќе искочевме со истите стапови, ќе удревме и по другите луѓе. Ама ние не го направивме тоа.
За жал не го зашто сме глупи, зашто бевме уморни, зашто еден куп луѓе тргува со интерес. Да, многу од нив влегува во владата. Да, тоа е и онда ајде. Дај уште малку, ајде дајте, беше она, дајте ни време, шверцерска работа. Тоа значи дека партиите, политиката ги победи активно. Да, не победи, апсолутно, ние уште не можеме да се управиме тоа. Да не се лажеме дека можеме да се управиме. И ќе ни треба уште долго време. Треба да се врати до верба, да се ја вратиме само до вербата прво, а потоа до вербата кон луѓето. Луѓето, ако не сте ги излажали, нема зашто да не ви веруваат. Ама вие сами не си верувате. Мислите дека е можно повторно некој таков голем и помасовен протест и спротивставување на политики? Сега не, после избори да. И мислам дека ќе мора нешто да се направи, ако не ќе да го оставиме клjučот под чергиче од Македонија. Затоа што ништо нема да се смени. Матрицата нема да се смени. Не е проблем дали една или друга партија ќе биде на власт или трета партија. Ама матрицата на управување, на владење нема да се смени. Значи беше сјаши како беше, се пак ќе дојме на тоа, ако дојме па на тоа што ќе се смени. И да се смени, ништо нема да се смени. Тоа е страшното. Што ние немаме систем кој што функционира, па промената на власта да ги остави институциите да работат како што треба, они би требало и претходно да работат. Значи неработењето, неказнивоста, непрофесионалноста само ќе продолжат. Значи сето она што го гледаме на запад и што се воодушевуваме, или на далечен исток, уште повеќе ако сакате во Јапонија или во Кореја или немам појма каде, или во Австралија, каде што промената на власта не носи големи промени во смисла на тоа како институциите работат и се однесуваат кон граѓаните. Истото се случува и кај нас, само што кај нас институциите за жал не работат добро и они продолжуваат да не работат добро кога ќе се смени власта. Да. Значи исто е системот е тој. И значи ние ќе мораме да најдеме некаков начин. Каков ќе биде, што ќе биде? Не знам, не можам да имам некои така емпириски замисли што се би можело да биде, ама тоа потом ќе видиме како ќе се постават и граѓаните. Дали колкава е нивото на демократија, демократската свест? Нивото на демократија и не знам, демократска свест е за мене една демократија, друго демократија е да можеш да правиш нешто, а демократска свест да имаш со кого. Така да тие две работи се малку различни, во принцип Македонија можела да работи. И во најцрното време на Груја ние одевме на протести, правевме работи. Значи беше натегнато, беше тешко, беше едно, друго, трето. Да, свест сега има, студентите почнаа да се свест има, таа свест им се уби малку, ама пазнете, тоа е реакција. Сето и таа свест постои, ама треба да имате водилка некоја зошто ќе влезете во една таква иницијатива, во една таква битка. Во моментот ја нема, инаку свест има демократија во базично дека ние можеме да практицираме некои работи, ама од друга страна па и не е така. Оти демократијата, современата либерална западна, како сакаме да крстиме, меѓу другото подразбира еден многу сериозен сегмент на независни центри на моќ. Ние затоа бевме одушевени со студенти, работевме студентите, ги поддржувавме. Затоа што, независни центри на моќ генерално се универзитети, судство, медиуми, граѓански сектор. Ние од сите тие работи ништо немаме. Имаме некој граѓански сектор кој што и самиот се мучи да преживее, кој што генерално зборува за демократија и се бави, меѓутоа е оптеретен со сопственото преживување. Од друга страна имаме некои универзитети кои што се Господ знае какви, кои што продуцираат Господ знае какво знаење се почесто, кои што гледаме непотизам исто кој што се рефлектира од администрацијата од секаде. Судство, да не збориме, се уште ги бараме тие 4% што имаат доверба во судството да најдеме еден. Да го прашаме која е неговата тајна на верувањето, мислам, и Јеговини сведоци може да му завидат, да видиме како тие луѓе размишљаат, како гледаат на светот, ако веруваат во такво нешто, и тоа е, имаш верба во нашето судство, треба да си не знам како да го опишам тоа, така да ги најдеме. Ќе ги најдете меѓу тие луѓе. Нема друго објаснување. Да. И колку младите луѓе се подготвени да ги земат работите во свој ред? Работите ги земаат во свој рад, се ги ставаат во торба и си одат од државата. Благодарам за разговорот, а вие почитувани слушајте не, следете го подкастот Зошто на Слободна Европа, кликнете на Зошто и на Spotify, YouTube, Apple и Google Podcast, а на нашите социјални мрежи давајте ни идеи и теми кои сакате да ги слушате.